Сакате ли да пътуваме во светот на бајките? Во светот на бајките децата пътуваат, децата сонуваат, децата се радуваат. Во светот на бајките се е толку волшебно. Во нив се кријат сите тајни. И сонцето ги знае, па затоа сјае. Порака јасна, бајката ни праќа. На добрината треба со добрина да се враќа. Беше средезима. Снегулките паѓаа како пердуви. Покрај прозорецот седеше кралицата, која беше трудна и шиеше. Гледајќи во снегот, таа се бозна во прстот и 3 капки крв паднаа врз неа. Тогаш кралицата си помисли: наскоро, навистина, кралицата роди девојче. Токму такво како што посака. Бело како снег, румено како крв и со коса црна како агоносово дрво. И даде ја име Снежана. Кратко по раѓањето на детето, кралицата умре. По една година кралот се прежени и седе една друга жена, која беше убава, но горделива и пркосна и не поднесуваше никој со убавина да ја надмине. Таа си имаше едно чудно огледалце, па кога ќе застанеше пред него и ќе се огледаше, прашуваше: Огледалце, пријателче мое, кажи ми на светот најубав кој е? А тоа и одговараше: Најубава сте вие, кралице моја. Кралицата беше задоволна, зашто знаеше дека огледалцето ја зборува вистината. Меѓутоа, Снежана растеше и секој ден стануваше се поубава и поубава. Па во својата 7 година беше поубава и од самата кралица. Еден ден, кога кралицата застана пред своето огледало и го запраша: Огледалце, пријателче мое, кажи ми на светот најубав кој е? Огледалцето и одговори: Убава сте вие, кралице моја, ама Снежана е 1000 пати поубава од вас. Тогаш кралицата се уплаши и позелене од завист. Од тој ден таа трепереше од бес кога ќе ја видеше Снежана. Толку многу ја мразеше. Зависта и гордоста во незиното срце растеа се повеќе и повеќе. И кралицата немаше мир, ни дење, ни ноќе. Еден ден таа го викна ловчијата и му рече: Однеси го ова детиште во шумата и уби го. Не сакам повеќе да го гледам тука. Ловецот ја послуша кралицата. Го зеде кутрото дете и го одведе во шумата да го убие. Но кога го извади ножот за да ја пробуди Снежана, таа жално го замоли: Те молам, мил бабето, немој да ме убиваш и ветувам дека повеќе нема никогаш да се вратам во горето. Бидејќи беше многу убава Снежана, на ловџијата му се нажали.
ја пушти велејки. Оди, бегај, Снежанке! Бегај што подалеку, никогаш лошата кралица да не те најде. И дечиња, утро додека почна да трча, колку што го држеа нозете. И трчајќи така, стигна до една куќичка. А во куќичката живееа 7 мали џуџиња. Тие секој ден рано наутро одеа да собираат злато во блискиот рудник, а доцна навече се враќаја дома. Кога ја видоја Снежана, веднаш ја засакаја како своја сестра. Од тој ден таа живееше заедно со нив и додека тие беа на работа, Снежана им готвеше, им чистеше, им ги переше алиштата, а кога беа дома, сите заедно играја, танцуваја и се смееја. И секе беше супер да не постоеше лошата кралица. Таа во својот дворец цел ден се чешлаше и дотеруваше. А потоа пак застана пред својот најдобар другар огледалото и повторно го праша. Огледалце, пријателче моје, кажи ми на светот најубав кој? А огледалцето ја одговори. Убава си, кралице моја ти, ама Снежана, која што живее за 7 џуџињови, со своите 7 џуџиња, е 1000 пати поубава од тебе. Кога го слушна ова, кралицата полудел пес и одлучи да ја убие Снежана, и тоа колку што може побрзо. Веднаш отиде во една скришна визба и таму со помош на магија направи едно отровно јаболко. Всушност, јаболкото однадвор изгледаше сочно и убаво, бело и црвено. Толку убаво за секој да посакал да го гризне веднаш штом ќе го види. Но онај што ќе го гризне веднаш ќе умре. Откако заврши со јаболкото, лошата кралица се преправи во една кутра изнемоштена бабичка, која продава јаболка. И деца тргнат за 7 ридови, кај 7 џуџиња, да ја најде Снежана и да ја отруе. Кога стигна таму, тропна на вратата. И кога Снежана отвори, таа и понуди да купи барем едно од незините јаболка. На Снежана толку и се нажали за кутрата бабичка, па веднаш го зеде јаболкото, кој го подаде баба, а за возбран и даде некоја паричка. Кога замина старицата, кутрата Снежана, не знаејќи дека тоа не е добра бабичка, ами лошата кралица, без страх гризна од јаболкото, кој беше отровно. Гризна деца и веднаш падна мртва. Вечерта, кога се вратија џуџињата од работа, ја најдоја својата мила другарка падната мртва. Кутрите џуџиња седнаја околу Снежана и почнаја да плачат цела ноќ. Седеа и плачеа.
својот спасител го прегрна од радост. Потоа ги изпушта и малецките џуџиња, кои веќе не плачеа, ами скокаја од среќа. И деца, принцот ја побара за жена убавата Снежана, а таа веднаш се согласи. Свадбата траеше цели 3 месеци. Сите гости јадеа, пиеа, пееа, се радуваја, но најрадосни беа малите џуџиња. Тие од тој ден